Културен настан по повод денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи се организираше во амбасадата на Македонија во Пекинг. Амбасадорот Сашко Насев во име на вработените во македонската амбасада во Пекинг подари книги на библиотеката од катедрата за македонски јазик. Раководителката Чен Цјао се заблагодари и се надева на успешна идна соработка во иднина. Овие книги сакаме да ги подариме на нашиот универзитет за странски јазици и на вашата катедра. Благодариме многу. Ние ќе ги задржиме во нашата библиотека и благодариме за поддршка од амбасадата и ќе се надеваме нашата соработка ќе продолжи да расте. Под раководство на лекторката Рената Пенчова, студентите ги рецитираа песните Раѓање на зборот од Ацо Шопов, букви од Гане Тодоровски, Везилка од Блаже Конески, глаголица од Анте Поповски. Во настанот се вклучи македонската заедница која живее и работи во Пекинг и професор Јасмина Ѓуровска-Блажевска, професор по математика и природни науки во Меѓународното училиште во Пекинг. На наши места ја да видам Стамбул, кукаш да видам дали сонце дамо, мрачно, угравијат, како и вамо. И сонцето сосема се спушти, и буквите излекоа од зборот, и Исус се сигна од крстот, за да го бараат. А ти, никој да не те разбере, како обиенато јаболко заборавено на полица, како осам монах во пештера. Небото го лулаш, земјата ја вртиш. Оти што постоиш, зашто не постоиш? Земјата јачи од камени плочници. Иде за надушен од својот смрти. Светите браќа Кирил и Методи заслужуваат заеднички да се слават, бидејќи го стандардизираат старословенскиот книжевен јазик, истакна Пенчова во својот говор. Зар не го дишиме воздухот сите еднакво? Па како тогаш не се срамите да признаете само 3 јазика, а за сите други народи и племиња сакате да бидат слепи и глуви? Ова се дел од кажаните зборови на Кирил во неговата венецијанска беседа во Венеција, каде го бранел старословенскиот јазик, значајни за Македонија, но и за другите словенски народи, затоа што се основоположниците на словенската писменост. Тие беа на страната на послабите и обесправените. Тие беа во одбрана на оние кои немаа писмо и книги на свој јазик, па затоа ни создадаа писмо. Кирил го устроил словенското писмо, глаголицата. Браќата заслужуваат заеднички да ги славиме, затоа што го застандардизираа старословенскиот книжевен јазик врз основа на македонските словенски говори во околината на градот Солун. Во настанот учествуваа колеги од Кина, Шпанија, Виетнам, Филипини и рецитираа поезија од македонски и кинески поети. За време на настанот се интерпретираа и македонските народни песни Македонско девојче, Јовано Јованке, Назад, Калино муме. Настанот е организиран на иницијатива од катедрата за македонски јазик при Универзитетот за странски студии во Пекинг.